По повод Светската недела на детето, воспитувачките во градинката Гоце Делчев во Прилеп, во соработка со Лак Агро Лидер и извидничкиот одред Феникс, приредија вистинско шоу и едукација за најмладите околу селекцијата на отпадот, носејќи облека од рециклирачки материјали. Преку еден забавен и едукативен начин, најмладите се запознаа што е тоа селекција и рециклирање на отпадот и што треба понатаму во иднина тие да прават со ѓубрето. Ова е Светска недела на детето. И градинката Гоце Делчев секоја година активно се вклучува во чествувањето на истата и се трудиме да бидеме малку поразлични, пооригинални. Оваа година како тема ја избравме рециклирање и покрај активностите што целонеделно ги обработивме, како финална активност ни беше едно фешн шоу од рециклирачки материјали, пропратено се разбира со малку глума, за да им биде интересно на дечињата. Активно тука ни се вклучија младите извидници и не ставија како дел од нивниот проект за рециклирање. Не поддржаја и неколку невладини, како им се виде дека тоа е добра идеја. Работевме, мислам дека добро сработивме, се во интерес на дечињата. Да, и главна улога, како и секогаш кај нас, се во центарот на вниманието, се сработуваат наставничките во помош со родителите. Секој костум беше изработен на работилница на која присуствуваа и родители. Од Лак Агро Лидер истакнаа дека им е особено драго што нивниот проект се поклопил на еден начин со Светската недела на детето и потенцираа дека нема да застанат со овој успешен настан, туку дека ќе продолжат и понатаму со реализација на нови вакви проекти и активности. Некако се поклопи, активностите се поклопија со нашиот проект, проектот на Лак Агро Лидер и неделата на детето. Особено ми е драго исто така да кажам дека овој успешен настан нема тука да застани, туку ќе продолжи понатаму. Се надевам со други проекти, со други активности. Лак Агро Лидер го имплементира проектот Заедно остваруваме, финансиран од Фондација Отворено општество, чија што главна цел е покренување на свеста и видливоста на младите и младинските групи преку социјални акции да го покажат своето постоење, но исто така да направат нешто добро за заедницата во која што живеат. Оваа активност е поддржана од Извиднички сојуз од Прилеп, кои што се едни од добитниците на социјална акција во рамките на нашиот проект. Дополнителните акции нели секако во иднина ќе бидат понатаму спроведувани и имплементирани. Од Извидничкиот одред Феникс рекоа дека целта на проектот била на најмалите да им се вгради навиката за рециклирање и селектирање на отпадот, за понатаму да продолжат и како возрастни личности да се грижат за животната средина и да ја одржуваат екологијата. Во склоп со неделата на детето, ние извидниците од Извидничкиот одред Феникс од Прилеп, заедно со Лак Агро Лидер и заедно со дечињата од градинката Наша иднина Гоце Делчев, го организиравме и го реализиравме нашиот проект насловен како Од ѓубре до уметничко дело. Целта на нашиот проект е на најмалите да им вградиме навика за рециклирање и за селектирање на отпадот, за понатаму да продолжат и како возрастни личности да се грижат за нашата животна средина и да одржуваат екологијата. Нашиот проект беше реализиран во 3 работилници. Првата работилница беше изработка на фустани од различни рециклирачки материјали, заедно со воспитувачките од оваа градинка и заедно со родителите. Втората работилница беше изработка на животни и инсекти од рециклирачки материјали, а третата работилница е мала обука на децата за селектирање и рециклирање на отпадот, како и до оближување на извидничкиот живот до самите деца и дека природата е нешто што треба за секогаш да го чуваме. Инаку, освен во ваквите уникатни начини на едукација, Прилеп и во основа и во практика е лидер во селекцијата на отпад во Македонија. Од јавното комунално предпријатие Комуналец соопштија дека според извештаите на Министерството за животна средина и Пакомак, Прилеп селектирал отпад колку сите други градови во Македонија, вклучувајќи го и Скопје. За разлика од лани, селекцијата годинава била зголемена за 10%. Месечно во Прилеп се селектирале над 70 тони хартија, 10 тони пластика и околу 4 тони на најлон кеси.